Почитувани новинари, по однос на денешната инаугурација за председател на Македонија, ќе кажам ставот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Државата доби председател избран со кредит и политичка хипотека. За господинот Пендаровски гласаа за волја на вистината и многу луѓе со доверба и високи очекувања. Но исто така голем број на луѓе не гласаа за него и не ја дадоа довербата. Но она што беше најважно за да биде избран за председател е што доби политички кредит од политичари и партии кои што ќе очекуваат тој кредит да им се врати. Враќањето на тој кредит нема да биде од страна на господинот Пендаровски, веројатно ќе го враќа политичарот со кого што Пендаровски се согласува 102,5% според неговите зборови. Во следниот период ќе гледаме кои фактури ќе стигнат на сметка на државата, на владата и на институциите. Според мене, таквото враќање на политичкиот кредит најмногу ќе ги разочара тие кои што со доверба и големи очекувања гласале за господинот Пендаровски. Во секој случај, пожелуваме успешен мандат и сметаме дека од денес па натаму Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ја имаат апсолутната власт во државата. Имаат собрание и мнозинство, влада и министри, мнозинство на градоначалници и председател на држава. Апсолутната власт носи апсолутна одговорност. За жал, понекогаш, апсолутната власт многу и корумпира и очекуваме да видиме какви мерки ќе превземат за да дените ветувања дека Македонија ќе биде земја во која ќе донесат живот и подобар економски развој. Благодарам многу, повелете доколку имате некои прашања. Јавноста ќе биде сведок и самата ќе може во следните 7 до 8 месеци да се увери во тоа дека Пендаровски и Заев ќе враќаат високи кредити на сметка на граѓаните кои што гласале за него со очекување и доверба, но за да се раздолжат кон одредени политички партии кои што дале кредит за тој да биде избран. Многу чудно, според мене, да бидат присутни повеќе државници на инаугурација на председател на Македонија, да биде одсутен премиерот на државата, е чуден, невообичаен сигнал, бидејќи знаеме дека не се работи за некакви неодложни или здравствени причини или проблеми, но следниве ден-два ќе видиме што ќе се случува и дали следните денови ќе дадат објаснување за неговото отсуство.